Точка број 6. Предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2022 година. Комисијата за планирање и уредување на просторот да се изјасни по оваа точка. Комисијата го разгледа барањето со 1 за, 1 воздржан и 1 Одсутен. не учествува. Во ред. Дали некој има прашање во врска со оваа точка? Значи, слушаме и на вести и секаде дека обработливото земјиште за соларни, за фотоволтаици и така натаму треба да биде од 5-та и 6-та нагоре класа, а ние упорно овде туркаме нешто што е 2-та класа. Да го поминиме за некои приватни цели. Тоа треба сите да се запрашаат дали треба да гласат. Ако треба, гласајте, јас сум против. И затоа не учествував на комисија. Во ред. Дали некој има прашања? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? 7 за, против, 1 воздржан, 3. Точка број 7. Предлог решение за формирање на привремена комисија за изработка на предлог програма за работа на Советот на општина Могила за 2023 година. Председателот на комисијата за верификација да го изнесе својот став. Комисијата се состана, ги предлага следните кандидати: Дијана Јаневска-Букалевска, Моника Мицевска и Габриела Козаровска. Дали некој друг бара збор? Има забелешки? Доколку нема, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Точката едногласно е усвоена. Пред да преминеме на разгледување. Да, готови се. Му давам збор на градоначалникот. Ако се точки од дневниот ред, сакам да земам збор во врска со набавката на огромно дрво. Пред неколку дена советникот Вучински објави на социјалните мрежи. Така да во врска со набавката на дрва, сакам да кажам да објаснам дека таа е спроведена со јавни набавки по законска регулатива и каде што учествуваат и комисии. Во првиот неуспешен обид за јавна набавка за дрва немавме ниту еден пријавен, така да спроведена е втора јавна набавка, каде што е само единствена фирма пријавена таа со која се склучи договор, и морам да напоменам дека сето тоа е јавна набавка со законска регулатива, со комисија, спроведено онака како што треба. При тоа морам да напоменам дека спецификацијата е за ДАП прва класа со сечење, утовар, растовар и сечење, и цената која е достигната е 6800 денари по метар кубен, односно метар просторен е различно од она што е метар кубен. Оно што го купуваме за дома е метар просторен. Значи, 1 метар просторен е 0,7 од метар кубен. Значи, метар и 40, 1,4 фактички за 6800 денари. Таа сума ви дошла околу 4760 денари, значи 6802 денари поделено со 0,7, 4760 минус сечењето. Значи сечењето е околу 350 денари, 1 кубик дрва просторен или 1 метро просторно фактички ви дошла 4410 денари, онака како што го купуваме дом. Доколку има некои неправилности, го повикувам Борче да поднеси до јавните, мислам до институциите кои се надлежни за тоа, но исто така повикувам институциите кои имаат предмети од пред една година да ги разгледаат, пријави од наша страна, од општината за неработењето, исто така пријави за тешки кражби, да се разгледаат и сето тоа во рок на време да се реши дали одлуката за јавна набавка за дрва, дали финансиското работење во општина Могила или тешките кражби кои ги имаме, кои се направени од советници и членови кои партиципираат тука. Значи јас повикувам сето тоа што е документација се достави до надлежните служби да видиме што тие имаат да кажат. Ви благодарам. Може да кажем? Значи, овде имаме документи, ако немате, да ги имаш од згора земено, значи, јас ги имам сите овде, со се договори и пиши
147 метри кубни е еднакво на 209 метри просторни. По цена од 6.802 денари. Која е таа цена сега? Ајде израчунај ми ти. 82 денари е метар кубен. И колку треба за ова да се плати? Значи кубик дрво. Не знам за кубик. За овие кубици ти или простори, колку си уплатил? Ги немам во мене. А, ги немаш, а? Точите, само Епа, кажам јас да ти колку е кажам. еден метар кубен. Оно колку ќе се потрошат, толку ќе се плати. На Абе, еве го, цело, еве го. Во пролета, Ако да, не ти е јасно, да ти го дојсам да го прочиташ, да не лажам случајно. Тоа е јавна набавка и е јавна. Точно треба да кажеш. Кој си израчунаш по метри иди 8.109, така? Супер, ова не си го до надлежните. Така, па јас ќе ги пуштам ли да Тие Зато да повикаме и оние предмети. Оние 3.700 е во Новаци, 5.000 ти е во Битола, 1.700 е во една општина со трета класа. Што дрва имаш да повикаш? Дојме да видиме дали ти се прва класа да поиме. Направена комисија, јас прв, ти втор, направена комисија да видиме што дрва имаш. На дрвата си има, комисија за А, јавна има. набавка има. Епа има, а таа комисија како ќе одговара ако проневери нешто еве? Како ќе одговара? Дај да направиме друга да видиме дали е во ред. Има начин. Има, ај тој начинот кажи го, ајде. Она какав Кажи го ќе земе кола да чуеме сега, во Лозмани чуеме Како сакаде. што ги замолувам институциите да постапат за овој предмет, Понака ги постапат, замолувам ајде. за предметот од пред И една јас ги година. замолувам, ајде. Пред една година што е тешка краса. Абе, да море и видиме јас ги замолувам. дали Има некој Сваѓаш? легитимитет овде цела година. Море не пред една година, пред 100 години, Еве, пример, пред 100 години исто, не пребаша. Сакам да Сваѓаш? кажам и да напоменам за нашите Слушаме се советници. за и стани. само да Дека разјасниме. имаме дека во врска со цела година не произнесените лаги, невистини, клевети, напреѓања. Тоа убаво напиши си ќе го си тоа или кој ти го поднесат- пишеше, ќе напиши си прочитај. поднесат бар, јас Какви ќе лисија поднесам велиш немам? туџба, Борче, Стурниња од згора. Ќе поднесам приватна туџба и советниците кај што се навредувани, советниците, советувам да се консултирате меѓу себе и да си поднесете приватни туџба на кај што сте навредувани на лична основа. Претходно цела година толеранција правев, бидејќи се надевам дека фамилијата да не му трпи, но кога тој нема однос по фамилијата и минатиот петок имаше пријави за семејно вознемирување и јас се надевам не сакам мојата фамилија да трпи навреди и клевети. Ако има нешто грешно, јас сакам да се спроведи, Ако има нешто грешно пред една година, да не го чуваат во фиока пред. Море, двата тендери спои ги да видиш. Благодарам. Само внимавајте на редот на судницата. Ви благодарам. Само договорот да кажам дека е објавен од страна на Бирото за јавни набавки, јавно се објавува и на веб страната на општина Могила, значи сите договори кои ги склучува општината се објавуваат на страната, значи тој договор сега тој договор што беше приложен не е набавен или некој не го дал, туку се објавува на страната. Сега преминуваме на точка број 8, разгледување на барањата и ја исклучуваме јавноста за заштита на податоците.